Ниту Косово, ниту Албанија се сигурни за солништа за бегалецот Артан Груби. Иако се шпекулира дека има и косовско и албанско државјанство, тоа не е гаранција дека ќе се спаси од соочување со правдата во Македонија. Последните шпекулации се дека тој е лоциран во имот на Јадранското море во близина на Драч. Кога Груби преминал од Косово на албанска територија е непознато, но веројатно дека тоа од претходно планирал, бидејќи можноста косовските власти да го кријат речиси ја нема. За да се ја спаси десната рака, Али Ахмети замина во посета на Косово само ден откако Груби ја напушти Македонија на блаце, но очигледно ниту конекциите на интегративците не успеале да го заштитат осомничениот вице-премиер за криминал во државната лотарија. Од друга страна, дека Албин Курти е поблизок со албанскиот блок партии во Македонија, кои се во владачката коалиција, се потврди пред изборите, кога вреди на Меджитика Сами Гаши и Таравари доби апсолутна поддршка од него. За престојот на албанска територија или намерата Груби таму да си доби азил, главен проблем е тоа што заврши на американската црна листа за корупција во судството. Еди Рама, за кој важи дека има проамерикански ставови, малку веројатно е дека ќе сака да се замери со Вашингтон. Со политички притисок шансите се големи Артан Груби да и биде вратен на Македонија, вели универзитетскиот професор Александар Нацев. Па знаеме дека целото раководство на ДУИ и особено Артан Груби има тесни конекции со политички кругови во Албанија. Треба да видиме колку политички притисок ќе се направи врз албанската влада да се дозволи тоа негово испорачување, таа екстрадиција. На овој момент сепак треба да оставиме на Министерството за внатрешни работи, на обвинителството пред се, да преку своји официјални канали успеат да се изборат за негова екстрадиција. Никој нема да биде над законот, вклучувајќи го и Груби, дециден е вице-премиерот Меджити. Пораката од владата дека никој не е над законот, секој што се згрешил, значи треба да одговара и веќе се враќа правната држава, довербата во институциите. Значи ова е нашата порака, останува на МВР и на судство, обвинителство да се бава со случајот Груби и другите. Министерството за правда може да побара екстрадиција откако екс-првиот вице-премиер ќе биде лоциран и уапсен, бидејќи по него веќе е распишана меѓународна потерница. Тогаш Министерството за внатрешни известува правда од каде се испраќа барањето за екстрадиција.